Километарски гужви на граници, железнички линии во прекини, а патиштата за транзит од еден во друг град во Македонија се чиста авантура. Вака од прилика изгледа сообраќајот во државава. Среде лето, македонските превозници со часови заглавени во 20 километарски колони на граничните премини. Од независниот синдикат на професионални возачи информираат дека километарски колони има на граничен премин Табановце, но и на граничен премин Блаце и од македонска и од косовска страна. Според информација од превозниците, застојот на Блаце бил поради застарениот систем на царинскиот терминал. Значи проблематиката е огромна, не е само до возачите, туку проблемот е исто и до робата, кој што таа роба веćinom е расиплива. После тоа доаѓа до проблеми и самите возачи кои што кога ќе дојдеме на дестинација кај што треба да ја истовариме, да ја предадеме робата, таа роба веќе не е квалитетна како што требало да биде. Бараме решение да не излезат во сусрет Министерството за транспорт и врски најповеќе и владата, за да може да се реши овој проблем. Најголемиот проблем е што на една лента, на една колона се стават камионите кои што се товарени и камионите кои што се празни. Исто така е многу намален бројот на вработени во моментот за летниот период. За застоите на граничните премини синдикатот реагира веќе подолг период, но немаат никаков одговор од Министерството за транспорт и врски до кое испратиле и писмен допис. Даваат рок од 7 дена да се преземе нешто, а во спротивно најавуваат целосна блокада на сите гранични премини. И не само за да се премине граница, проблеми со транспортот има и во делот на железницата. Поради недостаток на машиновозачи, линијата Скопје-Табановце Скопје е во прекин. Жителите на Куманово и на околните села Прецена, Табановце и Романовце се пожалија дека не можат да стигнат до Скопје. Од македонски железници се правдаат дека имале проблеми со персоналот. Правеле напори да се нормализира линијата, ама ќе биде во текот на наредниот месец. Линијата Скопје-Табановце е во прекин од 23.6.2022 година поради недостаток на машиновозачи. Правиме напори линијата Скопје-Табановце Скопје да се нормализира во август 2022 година. Ништо подобра не е состојбата ниту во внатрешноста, посебно во делот на патната мрежа. Например, со автопатот Кичево-Охрид во должина од 57 километри, за кој чекаме веќе 8 години да заврши изградбата, а во меѓувреме сообраќајот се одвива по ископан асфалт, дупки и небезбеден пат. Алтернативните пренасочувања пред самиот влез на главната туристичка дестинација, кои требаше да бидат само привремено, се во функција повеќе од една година. Последниот рок за завршување на изградбата на автопатот е 2023 година и не се исклучува можноста сумата да надмине 600 милиони евра. И додека во Македонија представува вистински предизвик да се транзитира од еден во друг град, во соседна Хрватска беше пуштен во употреба Пелешки мост кој тежи дури колку 30 Ајфелови кули и поврзува море со копно, а вкупната вредност чини 420,3 милиони евра. Ова беше поттик пак граѓаните да реагираат по социјалните мрежи за сообраќајниот хаос во Македонија и начинот на кој се трошат парите за изградба на патишта.